Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што на мојот Facebook профил ви најавив за денеска, дека имаме еден уважен и почитуван гостин. Тој е професор доктор Јордан Савевски. Докторе, добро вечер. Добре дојдовте. Добро вечер, добро ме најдов. И да ви кажам дека точно е викам баш во сезоната кога е темата на она што ќе го разговараме вечерва. Малку на шега, но темата е многу сериозна. Вие сте доктор специјалист по травматологија на рбетниот стол, спинална травматологија, или како попрецизно тоа се нарекува, значи повредите на рбетниот столб. И вечерашнава емисија им ја најавив на гледачите, посебно на оние кои имаат проблеми со рбетот, повреди, хронични проблеми со рбетот. Ќе разговараме вечерва околу сите тие аспекти. Ќе започнеме од тоа што вие како лекар во моментов, иако децении работевте во државното здравство, сте во приватно, се случи една работа, излеговте со еден прес, сега сте моментално во Ачибадем Систина, излеговте со еден прес дека формирате спинален центар. Така е. Што значи тоа и дека е тоа нешто карактеристично што во регионов го нема? Зошто е карактеристично? Што значи? Може ли на стартов првин да се запознаеме што значи тоа што го најавивте вие во вчерашниот прес? Секако. Јас сум прво специјалист по хирургија, сум специјалист по травматологија, а една од саканите полиња во мојата делатност хируршка заправо се по рбетниот столб. Инаку, тачно е, вчера се отвори спиналниот центар во Ачибадем Систина, затоа што таму има услови, простор, има опрема, има диагностика, има кадри кои можат да ја згрижат хируршки севкупната патологија на рбетниот столб. А во неа вклучува од повреди, деформитети во дечја возраст, со текот на годините дегенеративни деформитети и старачки деформитети. Понатаму туморите на рбетниот столб, инфекциите на рбетниот столб. Со еден збор, севкупната патологија ќе се решава на едно место, кое е опремено со софистицирана опрема во поглед на диагностика, операциони сали, најсовремени, анестезиолошки тим совршен, кој ќе може да води непосредна грижа за пациентите со спинална патологија, понатаму медицински сестри, техничари, физијатри и физиотерапеути, кои се сите лоцирани во едно место и сите тие заедно, со севкупната опрема, кадри, чинат една убава организациона единица, каде што пациентот не треба многу да чека, брзо се влегува, брзо се диагностицира и многу кратко хоспитализира до финалното излекување. Колку што јас ги разбирам стручните латинизми кои ги набројавте, не слушнав ништо непознато. Работи кои можат да се сретнат и во државното, и во останатото приватно здравство. Што е оно карактеристично што овој центар го прави, како што вие го најавивте, посебен? Колку што видов и на пресот и колку што ми е запознат со објектот, не се изгради некоја нова зграда која е специјална. Туку она е некакво обединување на сите веќе постоечки капацитети. Што е карактеристиката по што вие се издвојувате од регионот? Зошто од регионот? Што е тоа што вие го немате, а другите го... Вие го имате, а другите го немаат? Да, точно. Јас во јавното здравство уште 90-тите години, кога градевме хирургија, ја бев продекан и барав парче место во хируршките клиники да изградиме спинални центар. Меѓутоа тогаш еден од моите први соработници па што е тоа? Тоа е тоа што го има сега Значи пациентот со самото влегување во ургентниот центар, веднаш пред врата се наоѓа диагностиката. Од компјутер, магнетна резонанска, рентген. Значи многу брзо може да се направи диагноза. Не одиме од една во друга и во трета зграда за да дадиме диагноза. Не само тоа, него заедно тие кои вршат диагностика, односно така наречени радионевролози. Значи тие се кои се занимаваат со специфична проблематика која ја чини рбетниот столб. Значи заедно седиме
и дискутираме за да изнајдеме права диагноза и прав пристап на пациентот. Понатаму, тие пациенти веднаш се хоспитализираат, нели? Понатаму, некои од нив барат изолираност. Например, моментално имам пациент кој е со квадриплегија, тоа значи одземеност на сите 4 екстремитети, побарува вештачко дишење, тој се наоѓа во посебна соба, а не со 5, 10, 15 пациенти, кој еден има проблем со стомакот, други има проблем со главата, трети има проблем со нешто друго. Значи, овде ги има такви услови кои сите заедно го чинат спиналниот центар. Добро, предпоставувам дека тоа е важно заради природата на самиот орган кој е од витално значење за нашето функционирање пред се моториката. Знаеме дека повредите можат да бидат катастрофални, но не животно опасни кај рбетниот столб. Но при такви повреди, па дури и бенигни, малите поместувања можат да значат катастрофа. Дали овој спинален центар, предпоставувам, се во ова организационно, сега по некоја логика ги разбирам работите, се поставува така да кога ќе добиете вие пациент кој е во тешка клиничка слика, да може да биде третиран со што е помалку стрес, со што помалку движења, да може да не се влоши ситуацијата. Предпоставувам дека од тоа многу ќе зависи како ќе ви го донесат пациентот, специјален превоз и така натаму. Колку ми е познато и тоа го поседува клиниката. Да, секако. Значи, клиниката Аџибадем Систина има свој транспорт со екипирана екипа. Не само една сестра, него веднаш прашуваме што ќе е потребно на повреден. Например, ако треба да го прифатиме од некој друг центар, каде што тоа не го лекува. Значи, оди обично анестезиолог со анестетичар или друга медицинска сестра, која е спремна да направи све она која препорачува Advanced Trauma Life Support. Тоа значи протокол по кој се постапува од обезбедување на дишни патишта, од имобилизација на рбетникот, се додека не се докаже дека нема повреда или нема нешто друго на рбетникот. Значи, на тој начин пациентот го прифаќаме од таму од кај што е, дали од местото на повреда, дали од некој медицински центар, го транспортираме до болницата Аџибадем Систина. Потоа, како прифатен таму, доаѓаат соодветни специјалисти, секако секој од својот регион, и продолжува понатаму диагностика, оперативна и лекување до отпуштање до дома. И вака како центар не постои друг на Балканот, не овдека вака пошироко, како што ве разбрав. Па, обично ги лекуваме во општи хируршки болести. Некој би се прашал, па што е специфично за ова, а не да кажеме за повреда на колена или такво нешто. Значи, меѓутоа, американците, од кога почнат да организираат специфицирани центри, како што се вика траума центар, како што се вика спинален центар, центар за трансплантација, значи тие центри се опремени со соодветна опрема, меѓутоа и со дрилован кадар, како би не се направиле никакви грешки или пропуштат диагностички пропуштување во диагнозата на оваквите центри. Израчунато е дека истите пациенти кога би се лекувале во општа болница, на еден кревет лежи некој што е со скршена надколеница, друг со кичма, трет со повреда во стома или такво нешто, смртноста израчуна чак и до 30% би била превенибилна. Кога би биле во таков центар, 30% би станале живи. Затоа што таму веќе работаат кадри кои се строго специфицирани за такво нешто. Малку погрешно ме сватев дека смртноста зависи и со кого ќе е во соба. Но во суштина сакате да ми потенцирате дека заради природата на повредите и третманите треба да се третираат изолирано. Нашето здравство до сега, како рековте, во општи хируршки така ги третира. На времето имавме едно хируршко оделение. После тоа се поделивме на оделение за градна хирургија, травматологија, ортопедија, урологија, стомачна хирургија и така. Меѓутоа тоа се вика општа хируршка болница. Значи, во општата соба за интензивно лекување, например, има еден со повреда на рбет кој е парализиран 4 екстремитети, друг има отворен анус затоа што е направена некаква ресекција на дебелото црево или нешто друго.
потребна е таква работа. Значи, кога така се лекуваат пациентите, шаренолика патологија, ни кадарот е способен и за овој пациент кој ја повреда на стомак или оној заграден кош овој за арбетен столб. Во такви центри специфицирани, тие што работат таму, тие мислат само на тој дел. Го познават, така мислат и шансите да промашат и пропуштат нешто се многу минимални. А тоа се одразува и на преживувањето и на инвалидитетот покасно. Значи, во суштина, медицинава трендот во хирургијата е во специјализирање на третирањето на, како да кажам, На специфични подрачја. на специфични подрачја. Јас кога сум почнал, сум бил член на дежурната екипа каде што сум морал. Кога дојде слепо црево, сум вадил слепо црево, кога дошол прснат чир, така народно кажем. Па и така ги капиравме ние хирурзите. Хирург све. Сече рака, сече глава, сече нога, сече слепо црево, све сече. Све може хирург да прави. И тоа е така, нели така и се учите вие на медицински. Тоа е подлогата. Видите, ако се профилиравме, кога секој се профилира во своето поле, македонската хирургија ги забележа првите врвови. Врвови специфицирани во подрачје. Чак и во тој дел, сега имаме, например, во ортопедија или травматологија, имаме врвни специјалисти кои се занимаваат со повреди на ребетен столб, карлица, некои имаме кои става протези, некои артроскопија. Еве, ја, например, артроскопија никогаш не сум ја сакал и никогаш не сум направил ништо во артроскопија. Сум сакал ова подрачје, повреди на ребетен столб и друга патологија на ребетен столб. Понатаму сум сакал политрауми, така да таму сум се насочил. И на тој начин... Знаете зашто се смеам? Да. Не, затоа што здраво за готово ве сваќаме вас лекарите. Кој ќе завршите медицински факултет, искачате и вие све знаете. Не, тогаш почнуваме да учиме. Нели, но кога ќе не размислуваме ние од другава страна, не размислуваме за еден афинитет на личноста на човекот што е лекар. Тоа, например, го имав прв пат и тоа, мислам, беше преседан во новинарството лекар. Искаче ние збориме пола емисија за музика. Зошто? Тоа е неговиот афинитет со вашиот колега. Кардиохирургот. Така, инаку... Но, како, еве добро, чисто... Ова како и спортистите. Не секој е за шпиц играч, некој средина, некои карактеристики. Тоа доаѓа спонтано низ работата, тоа баш буквално онака афинитет. Ова не сакам да го работам, ова сакам да го специјализирам. Например, предизвикот за мене беше 70-тите години. Одеднаш, јас тогаш како специјализант служев да ги лекувам компликациите од повреди на ребетен столб. Тогаш ребетниот столб не се оперираше. Операциите на ребетниот столб почна не 70-тите години, првите операции. Имаше една операција која беше со вразување некои жици за позади, која има место сега само во историјата. Меѓутоа, 74-та година дојде еден хирург еминентен од Франција, направи една операција и ние таа операција почнаме да ја репродуцираме. И почнаме да се едуцираме. Некој отиде во Франција, некој отиде во Америка. Јас бев тој што отиде во Америка, Германија. И така постепено наградуваме и дојдовме во една фаза како Македонија. Ние пред Америка ставивме шрафови во кичма. Затоа што тогаш од FDA, Food Drug Association, беше забрането да се става шраф во ребетен столб. А денес тоа се прави. Сите стават, американците најмногу. Тогаш на утрешна конференција, кога се дискутираше, имаше поставено прашање another option, јас реков транспетикуларна. Бевме толку авангардни или бевме заморчиња? Не. Не е точно, затоа што европјаните во спиналната хирургија почна први. Методата се викаше Роаками, француз, ортопед. Ние само ја прифативме. Хирургијата својот врв го доживува апсолутно во 20-тиот век, денеска кој знае што не очекува во 21-виот век. Но ме збунивте дека првите операции на ребетен столб, сакате да ми кажете дека во медицината започнуваат во 70-тите години? Такви третмани? Овде во Македонија 70-тите години, меѓутоа
тогаш е откриена и таа метода која денес се работиме. Тогаш беше проблемот со Што е тоа метода? Која објаснете ја? Сега ќе ви објаснам. Значи, имаше проблем со полиомиелитис. Полиомиелитис сега е искоренете на некој начин. Што е тоа? Полиомиелитис е една болест која се јавува кај децата и тогаш се бараше лек и операција за таквите пациенти со искривени кичми така. Тогаш Паул Харинтон кој доаѓа од Тексас, нели, од Америка, имаше својата метода која ја користеше за тоа. Во другата страна на светот, во Париз, Роа Ками, нели, откри метода во која се става шраф во рбетниот пршлен преку неговите наставци. И јас ја знаев таа метода, не ја знаев ова америчката, не ја употребував. Кога отидов таму, американците ја користеа само таа. Кога јас спомнав дека ние тоа го правиме, едеше, тоа е опасност, да се стави шрав во кичма без да се повреди нешто, е опасност. Да би за по 10 години, одев секоја година таму, кажем, пред 10 години не верували, сега верувам. Така да, идејата на тој Харингтон, која се состоише во фиксација со куки, со растекнување на рбетниот столб и со местење во анатомска позиција, меѓутоа, фиксацијата беше на две точки, горе-долу. А ова беше на секој пршлен поединачно. Не даваше доволно слободно на движење? Да, стабилност не даваше. Стабилност. Доволно стабилност не даваше. А ова другава метода па даваше на секој пршлен стабилност. Јас тогаш викав, велев, дека идејата на Харингтон и идејата на Роа Ками, ако се соединат, нели? Во тој случај ќе добиеме идеална метода. И така почнавме. И денес тоа го правиме сега. Значи, ја користиме едната метода и другата метода во специјално дизајнирани инструменти кои се поставуваат во самите пршлини и има можност да се направи анатомска и физиолошка средина за да може рбетниот мозок да функционира и она што останало а да не биде притискан од пршлини. Сигурно. А добро, тоа е као трајно решение, се отстрануваат. Као трајно решение. Нема потреба да се отстранат. Нема потреба да се отстранат. Кога се стават кај дечињата мали, додека растат, таму нема спојување на пршлените. Затоа што децата растат до девојчињата на 12 години, веќе се зрели девојки, машките се неде покасно 14-15 години, тогаш растот обично завршува. Линиите на раст на секата се затворени и велиме дека тој дел кој го има е фиксен. Не? Тој може покасно да се искриви со дегенератива. Меѓутоа, од она дечијата, искривување кој декаме кифози, сколиози и така, тука завршува, може само кривината по полека, нели, да се зголемува. Значи, а инаку, кај возрастните, фиксацијата е дефинитивна, чак на местото каде што е скршено се прави поплучување со коскена структура, земена од него, и доаѓа до комплетна фузија и останува за веки векова. Во однос на вадењето. Пред некоја година имаше челична конструкција. Една посебен ферохром, MG59 беше таква материја која организмот ја прима, не ја отврлува. Денес тоа веќе е сврлено, се применува титаниум како материјал кој биолошки организмот го трпи. И тие имплантати кои се денеска направени со титаниум не мора да се вадат. Ајде да разберам јас вака и веќе кога забегавме муаве, имаме простор и за сите тие. Ова се работи само како потпора на постоечките пршлени или замена за пршлен, бидејќи ни самиот пршлен е мозочното ткиво. Кога ќе се оштети, вие гледате да го репарирате самиот тој пршлен или може да дојде и до трајно отстранување на делови на тој пршлен па да се замени со нешто друго. Се обидувам да ги разберам малце работиве. Колку е сложено се во ова, бидејќи ни средината на еден пршлен поминуваат сите функционални моторни нерви за функционирање на организмот. Еве вака пршленот. Да. Ако е ова масава, тоа е пршленското тело. Сме јаделе. Да, сте јаделе. Сме јаделе. Кременадли. Во средината тоа жолтото, кременадлите е рбетниот мозок. На него има едни наставци. Добро? Во него се наоѓа рбетниот мозок. Заштитено напред со пршленското тело. Од страна со неговите наставци, кои ги викаме ние медицински педикули. Низ нив одиш рафот. Па понатаму од тука имаме оние израстоци кои ги пипаме сите подкожа. Така. И внатре се наоѓа рбетниот мозок. Добро. Значи рбетниот мозок, односно коскената структура е кафес кој го штити рбетниот мозок. Видите кога силата е доволно јака, кога ја растори таа конструкција, го скрши пршленското тело, на пример. При виткање, пршленското тело
трпи компресија. Добро. И како се дроби од напред, то од толкова висина ќе почне постепено станува како клин. Меѓутоа таа маса кога се губи, задните структури пак трпат растегнување. Тогаш има зглопчиња. Секина тие зглопчиња почнуваат измеѓу себе да се разместуваат. И кај нас ќе дојде со здробен пршленско тело, тие парчиња може да бидат пикнати во каналот. Таму кај што се наоѓа рбетниот мозок. А, значи, од самото кршење на тие, и може доаѓа, да навлезе и оштетување. Оштетува. И од напред и позади. Ако е од позади, одиме од позади. Го отстрануваме задниот дел. Ако одиме Значи, не од површинскиот дел, туку од натрешниот дел Од иде. натрешниот внатре каде што е каналот. Значи доаѓа до дробење, прашленското Сега ми е тело. страв да прашам како идете од натре. Еве вака. Значи велам, еве скока од вода. Рековте сезоната, точно сезоната, се уште скокат на глава. Овој пациент кој Не и која за ладо, ја друго ми беше која спомнам сезоната доктора, да не ве сечам умислата. А малце залади и одма луѓето имаат веќе проблем. Ке го фати половината, ке се пресече Тоа и веќе така друга натаму. работа. Зборуваме за повредиве сега. За Во овој повреди, момент да. За повредите зборуваме. Тоа е обично кај жените, кај луѓето кои се остеопоротични, а жените се повеќе од нас машките. Ај, ќе збориме за таа остеопоротична. Сега, значи и при мало, при такви паѓање, Добро. лизгање по снег, паѓање, и спонтано, без да се повреди. Добро. Коската слабеја од остеопороза и во тој случај она почнува да се смалува, клекнува, викаме. Се претвора во клин, нели? Меѓутоа, озбилните повреди се со јака травма. 69 до 70 и нешто посто се сообраќајна травма. Понатаму пешаците удрени од нешто. Понатаму патот висина од скеле, од зграда, градежниците. Денес сезонава, еве, овој од Охрид донесе затоа што скокал во базен, онај другиот во езеро или третиот. Треба да се гледа кај се скока, затоа што никој не знае колку е длабоко долу. Моментално има пациент кој се бори за живот затоа што скокнал во базен плиток. И тогаш при скокањето ударена глава, нормално, еден фактор на тежината, плиткото плато на базенот, од другата страна вектор на сила, тежината на пациентот и во моментот, во зависност колку била свитка на главата, доаѓа до виткање на рбетниот штоп, пукање и дробење на пршленот. Еден дел од задниот зид након мозокот налегува внатре во каналот и притиска на рбетниот мозок и се јавува тие парализи. Кога се случи ова? Ова се случи пред 2 недели во Бугарија, во Варна. Момче од Косово, отишол на забава. И вие го третирате? И сега ние го зедовме од Варна и го донесовме сега во Аџибадем Систина за понатамошно лекување. Тој се наоѓа во фаза во која е комплетно парализиран. Не може да диши, зависен од дишење, се наоѓа на машина за дишење. Значи, до толку му е оштетен немниот рбетен да дури ни базичните моторни функции не може веќе да му ги не може да диши. Зависи на кое ниво е. Од четвртиот надолу, со четвртиот диафрагмата го добива инервација, па дишиме со диафрагма. Еве, вака некако, нели? Ако е пак повисоко горе, тие пациенти не може да дишат, умират и на лице место. Да ве подсетам дека и во недобрите центри смртноста е негде 11-12 од такви повреди, а негде се движи и до 20 и 25%. Што направивте вие со него? Сега ние Не, која ви го донесо, дали му хируршки го... Значи хируршки не ги лекуваме, меѓутоа тогаш кога паднал во Бугарија е лекуван хируршки. Отстранале дел од прштенот, наместиле вештачки прштен. Нели? Меѓутоа пациентот се понатаму следуваат се сите оние компликации од неможност за дишење, од задушување, веќе 4-5 Се влошувала се влошува се, да. Де факто пациентот е најдобар во моментот кога паднал првиот ден, затоа што го поседува капацитетот на здравост. Тој таму отишол да забава, на фан, не отишол да паѓа на глава. А сега што му правите вие? Сега ги отфрлнуваме сите компликации кои се јавуваат кај него со цел да преживее. Му отворивме отвор тука за дишење, затоа што му правиме трахеостома, да, во него има тубус, од него го аспирираме. Но регенерација на ткивото, замена на пршленот? Направено е такво нешто, извадене оние дробени маси од пршленско тело кои веќе не личи на тоа. Се поставува таму, има постоја денес посебни кейџови, цел пршлен кој може да се расшири, тоа све правиме, да. Можете физички да видите колкаво е оштетувањето на самата може кога се отвора и кога се отстранува.
кога се отстранува сите тие маси кои притискаат тамо и тие дискуси кои се наѓаат, тие во еден момент од силата се втурнуваат во каналот и каналот Може и да го мозокот е пресечат. престан. Да, имаме комплетно пресечување. Има шанса да се регенерира? Не, на тој што е комплетно пресечен нема шанса да се регенерира. А Тој детево што е какво? смачка нема. Ова дете се наоѓа во групата на најтешки повреди. Има 5 групи. Едните кои ни мрдаат, ни чувствуваат нешто, другите нешто мрда, меѓутоа ништо, односно чувствува, ништо не мрда. Третите мрда, меѓутоа без корис. Например, ќе направи нешто така, каже земи ја чашата, не може да ја земи чашата, ќе мрдне малце, без кориса. Веќе четвртата група е може да ја земе, ама ако некој му помогне. Значи, нивоа на моториката, кој се Да, истење на тоа се да, моториката. квалитет на оштета. Од 0 до 5. Ова малце и ме подсетува на ова полевање во кофи со по глава за ова тоа е за друга дегенеративната болест која склероза, Да. тоа е за друга. за која и повеќето Да. не ни знаат зашто Да. тоа го прават, која Стивен Хокинг, например, е Да. заболен од неа, па некои слични работи ги кажувавте. Што значи, не знам, ми доаѓа, докторе, многу под прашања на ова, не би сакал да се распленам, сакам да, но низ овие детали сакам и да им покажеме на, и јас сакам да почувствувам Секако. со кого си имаме работа. На крајот на криштата, вие може да работите не у Аџиф Бадем Цестина, вие може да работите у НАСА. Ама ние како пациенти нас не интересира што луѓе сте. Професионал, се разбирате ли вие од оваа работа или не се разбирате? И затоа и знаете кога јас сум веќе у години, а и со тежина, каде што си ја почувствувам болки во работот, нели? Од ово, од она, и дека оваа тема ми е мене актуелна. Не дај Боже да ми стане поактуелна, па, нели, сакам и јас да знам дали уопште вам да ви се обратам ако затреба. Има лек. Еве, се случи друго нешто вчера, имав амбуланта не очекувајќи, ја не очекував. Затоа што со голо... Малце депресивно ми беше ова за момчева, дека никоја жојќа нема да се опорави. Еве експресивно нешто. Момче кое во мај го опериравме, преку ноќ во 1 сат го донесува поново од Косово, кој беше парализирано од половина надолу. Ништо не чувствуваше, не контролираше ни сфинктери. Го опериравме цела ноќ, од 1 сат до сабајлето. Вчера дојде после 3 месеци на носе. Кога влезе во амбуланта, него има видено, пошто беше на физикална повреда, физичка повреда, паднал од скеле. Да, повреда, комплетно. Ние го отворивме напред, значи комплетно напред, како што се отвара за бубрек, го извадивме пршленот комплетно, му ставиме нов пршлен, извадивме све оно што притискаше и влезе на нозе во амбуланта. Не го познаевме затоа што тогаш беше легнат. Сега веќе момче право, дали си ти тоа, покажи ја раната и тогаш видов дека е тоа момче, дојде на нозе, го натераме доди на прсти, да го натераме на петици доди, го натераме да подскокне и тоа е задоволството од хирургијата. Значи еден пациент, млад, од 21 година, после на таква хируршка интервенција, потполно функционира. Добро, кажете ми, дали во вакви работи можете да ги следите работите, ако веќе процените нема спас, нема спас. Ако некого оперирате и го способите, дали тој може со волја, со физиотерапија, со дисциплина и така натаму, таа состојба да се ја подобри? Помлад организам, сигурно и повеќе. И инатоте, и мускулатурата тука многу помага околу работниот столб, нели? Не е се оставено само на себе. Тоа мене ме научија многу добро. Но еве и постари луѓе и така натаму носи, влече некоја повреда 100 години, уште од младост, сега се повеќе ја чувствува, промена на време ја чувствува и така натаму, па го третира повеќе како мускул, како со годините, болки и така натаму. Треба ли, дали овој центар ги третира оние хронични болки што ги имаат луѓето? Дали треба вам да ви се обратат воопшто за такви работи? Јас денес ме викнавте за да кажам дека вчера отворивме на преспинален центар во Аџиф Бадем Цестина. Не викам дека само се третираат, само јас третирам така, има
Има доста луѓе кои третираат вакви Под повреди. вас, која велам, мислам на целата екипа. Не, Да, секако. Секако, да. Зборам за множина, не само да пресирам. Секако, дека целата патологија, севкупна патологија за арбетот, од дете до возрастни, најстариот пациент што сум го оперирал 99 години, живееше уште 2 години како човек, нели? Така да нема години каде што велиме стоп, овде забранета е хирургија. Значи има, нормално ќе се направи еден севкупен пресек на неговото здравје, заедно со анестезиолози, кардиолози и све она што го викаме коморбидитет, пропратни други болести, и на крај ќе извагаме дали ова може да го издржи, не може да го издржи, и ако тоа може, тоа го правиме. Ќе направиме сега кратка пауза, веднаш по тоа ќе продолжиме со разговорот. Одиме со реклами. Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Сител 3, емисија Јади Бурек, гостин е доктор Јордан Савевски, хирург, травматолог, шеф на спиналниот центар во Ачибадем, Систина. Докторе, првиот половина час некако повеќе удривме. И ја треба да пазам малце на изразиве. Подобро, толку е тешка темава да подобро и уфрлуваме малку шега, бидејќи и мене ми е тешко како новинар, бидејќи се она што го говорите, ја го визуализирам да знам за што зборите и малце имам проблем секој со тие работи. Но значи, акцентот го ставивме претежно на хирургија и повредите, траумите на арбетниот столб. Да. Но самиот центар не е само тоа, не е он хируршки центар. Таму видов една голема екипа од многу области во медицината. Спомнавте повеќе работи, значи меѓу кои онкологија и хронични заболувања и се. Па еве, можеме ли едно по едно да им објасниме на гледачите што се третира во спинален центар, кои сите заболувања на арбетот? Значи, кога го дефиниравме по име и презиме спинални центар, значи на едно место концентрирана целата патологија спинална со современа, софистицирана опрема, екипа и кадри за преоперативно и посоперативно лекување. Секако, ние почнаме со повредите, тука најмногу се задржаме и тие се една од најтешките, да кажем, работи кои се случуваат во спиналната хирургија. Меѓутоа, во тој спинални центар се третираат и деформитетите уште од најрани години. Уште со раѓање на децата се третираат повреди. Се третираат деформитетите во децата, како што е сколиозите, како што се кифозите. Значи, таму ние рутински оперираме веќе 3 години, а претходно и на друго место се оперираше. Историјата на сколиозите во Македонија негде од 80-тите години. 78-та година првата операција направена. Таа америчка метода Харинтон во Охрид. Тоа е сколиоза? Сколиоза, да, сколиоза. Во суштина, што значи дефиницијата сколиоза? Сколиоза, значи деформитет, значи искривен арбетник. Ако е одраѓање, значи. Да, одраѓање. Так. Не одраѓање, тие одраѓање се конгенитални. И тоа е сколиоза или конгенитална. Добро. Најчесто е идиопатска. Идиопатска значи не се знае причината од што. Так. Се искривува, не се знае од што е. Јасно. Значи сколиоза значи искривување на арбетот, ако е ова арбетот, ако оди на страна е сколиоза. Ако оди во вас равнина се вика кифоза. Ако има едното и другото, кифосколиоза. Значи различни равнини на арбетот се искривуваат. И тоа се третира? И тоа се третира кај нас, да. Значи, хируршки? Хируршки секако. Значи, имаме добиено пациенти од фондот, затоа што фондот сега ги вклучува и приватните здравствени установи, и нормално заедно со некој од странство. Кој е најефтин, на него му го праќат пациентот. Ние сме биле за некои пациенти неефтини, имаме неколку пациенти од фондот. Доаѓаат пациенти од Албанија, доаѓаат од Косово, ми дошле пациент од Бугарија, така да и тие деформитети ги лекуваме. Понатаму, кога веќе зборуваме за деформитети, со текот на времето, значи, доаѓа до дегенеративни промени. Што значи дегенеративна промена? Ја кога бев млад имав црна и бујна коса, сега сум ќелав и бела коса. Не, значи, тоа е дегенеративно. Ја не дегенерирам, ја еволуирам, докторе. Значи, тие процеси се викаат дегенеративни. Значи, одеднаш во врбета се ствара екстра ткиво. Значи, одеднаш болки, искривување,
организмот се брани, почнува да продуцира шилци, нели се слушнале тоа? Спондилози. Тие шилци може да бидат напред да шибат во мекото ткиво, меѓу многу се попасни тие што шибат позади, кон корените, кај што излегуваат корените, затоа што од дрветниот мозок корените излегуваат и даваат осознание на секој дел од телото. И луѓето многу страдаат од овие работи. Многу. Како доаѓа времево, начинов на живење, начинов на исхрана. Ај задржи се малце за тоа. Секако. Значи, дегенеративните, затоа што животот пополека се продолжи. Вие знаете дека имаме земји каде просекот на живење 70, 80 и од времето на Александар Македонски 30 години, затоа што умира во војна. Значи, сега, како животот се продолжува постепено, така веќе имаме 80-90 години кои имат своји болести. Една од нив е дегенеративните болести. Тие дегенеративни болести почнуваат разрастување на ткиво. Ingrowth го викаме, значи расти на Еве кога ја спомнувате спондилозата, тоа некои ја нарекуваат вишок на калциум во организмот, па се калцифицира. Дали е тоа или тие шилци и така натаму? Не е висок на калциум, него тоа е одбрана на организмот. Така. Тој се брани на тој начин. Значи почнува да нафрлува негде кај што не треба повеќе, например нафрлува. А зошто? Што е калцификати, затоа што почнува да го боли, почнува да разраснува, почнува да се задебелуваат меките структури како што се лигаментите, тие се. И што ќе му правите на таков пациент што доаѓа, не може укочене, го воли тие шилците? Значи прво се почнува конзервативно со програм на вежби, со програм на физикална терапија, бање. Значи не е одма доаѓање кај ваш седни, хајде, сецките. Не, човек не е крставица, земи поделка. Значи прво конзервативно. Видете, јас сум растен у систем каде што за најмала работа скалпелот играл. Не. Зборот за секој пациент што ќе дојде не операција, операцијата ќе ставиме на крај. Да покушаме со ова, али во еден момент пациентите доаѓаат, имат болка, не може да одат, не може да стојат, не може да работат, немаат сон. Почнуваме со лекови, почнуваме со давање на инекции, да не се дава инекции и на местата каде што има такво нешто, па понатаму физикална терапија, па програм на вежби, па бањи, па и на крај почнува, кога почнува рбетот веќе да се искривува или да лизга. Пршлен од пршлен станува лабав. Лигаментите почнува да лизга, почнува неуролошки испади. Неуролошки испади, значи пациентот почнува да ја влечка едната нога, другата нога. Или да губи чувство у нозете. И како да или чувство у нозете, вели по нозете нешто ми лази, вели нозете ги чувствувам копијани, нозете ми се ладни, па носи чорапи за спиење, нели и така. Така да сето тоа е последица на дегенеративен процес. Меѓутоа во моментот кога ќе почне неуролошки, не може да одигне стопалото, паднало стопалото, кога одие влечка ногата. Така. И во тој случај ќе дојде индикација за интервенција. Го стеснува каналот на рбетниот мозок, ги стеснува отворите на корените. Кога го стеснува каналот на рбетниот мозок, притиска на мозокот. Мозокот латински се вика миело, нели? Па се вика миелопатија, пати мозокот. А оние кои притискаат на корените, тие се вика радикси, радикс корен, латински. По тој притиска на корените, па викаме радикулопатија. А таа радикулопатија дава симптоми на нозете. Тука е дискусот, боли палецот. Затоа што тоа му почнува корена на нервот, кој дава осознавање за палецот, не? И на тој начин, нели, тогаш се поставува индикација за операција, а претходно се лекува конзервативно. Идете и таму се третираат и канцерогени заболувања на рбетот. Тумори, мислам, значи тумори. Рбетниот столб е сакано гнездо за многу тумори кои се вгнездуваат во рбетниот столб. 70% се во градниот сегмент. А градниот сегмент викаме од тука до половината. Рбетот има свој вратен сегмент, имаме граден сегмент, па имаме слабински, па крсен сегмент. Негде 70% се вгнездуваат метастазите во градниот сегмент. Во слабинскиот негде околу 17 и другото во вратниот пршлен. Значи, кај ваквите пациенти прво доаѓа во пршленското тело, само 5% почнуваат од позади, а другите почнуваат од напред. По пат на крвен, по пат на лимфи, по пат на контактно негде во близината се вгнездуваат во самите пршленски тела. И тогаш почнува болка. Болка која не дава мир,
при стоење, кој бара да седи, кој бара ја ограничува мобилноста на пациентот, ограничува движењето, не може да работи и во тој случај бара помош. Почнува сликање и се доаѓа до дијагноза. Ако немаме дијагноза, денес имаме толку софистицирана опрема, нема потреба од отварање некој преку кожа под рентген апарат со игла која е равна помала од оваа инекција кој даваме, влегуваме преку тој наставок кој пред малце го нареков педикул, во самото пршенско тело се зема цел цилиндер или под компјутер и добиваме дијагноза. Често пати по метастазата заклучуваме дека ова метастаза била од белите дробови, а она другата од простатата кај мажите или од дојка кај жените. На тој начин да се добива дијагноза. Сега тука има онај пет скенот кој исто така го поседува Аџибадем Систина, каде што може да се направи пет скен за да се установат и оние мали микрометастази кои не се видливи како оние кои се на рентген се гледат или. И ако нема и се изолиране метастази на еден или два пршлени, хируршки ги отстрануваме тие пршлени, ги заменуваме со вештачки. Постојат титаниумски вештачки пршлени, каде што тој дефект широко го отстрануваме, поставуваме пршлен, се реконструира ребетниот стол по биомеханички подолжина, пациентот е подвижен, нели? А понатаму продолжува програм веќе онколозите. Систина ги поседува и онколошки центар сега. Така да, затоа велам, нарасна условите за да се вика спинални центар. Од која страна да го земиш, има кадар за било што. Премалце зборуваме за физиотерапеутите и физијатрите, сега зборуваме за лекарите. Значи, утврдивме дека се работи за пациент кој има рак. Ние на Сабајле велиме хирургијата е завршено, тука се онколозите и секоја среда Сабајле имаме таков конгрес. Ова е за зрачење, од има тумори кои не се осетливи на зрачење. Ова е за цитостатици, ова е за хемиотерапија, ова е за хормонална терапија и на тој начин пациентот веднаш од хирургија се префрлува во одделението за онкологија, нели, каде што продолжува неговото лекување. Знаете, живееме во современо доба каде што многу, го спомнавте современиот начин на живење кој влијае врз сите овие нови заболувања, особено врз рбетниот столб. Една од работите за која се погласно се говори денеска, јас само ќе ви го кажам насловот, како веќе го условија, како веќе го насловуваат денеска, велат седењето е новото пушење. Значи, штетноста на организмот, како што се утврди недвосмислено, и светот онака влезе во една жестока борба против пушењето, за кое се докажа дека навистина е извор на многу заболувања на човековото тело, денеска се повеќе и повеќе излегува на виделина седењето. Така е. Колку од вашето искуство седењето совети да се дојде, да се луѓе кои едноставно природата на работата едноставно нема што да бира. Мора да му се случува. Што се препорачува? Третирате ли и такви работи? Да. Како ги третирате? Има ли надеж? Нажалост, добивам се повеќе пациенти во амбуланта и велиме, еве се појавија и компјутерските болести. Секој бдее, те на Фейсбук, те интернет, сето тоа врзано со седење. Седењето генерира болест. Движењето генерира здравје. Значи, веќе имаме рбетен столб кој ќе направиш слика, гледаш пред себе младич или девојка, а кичмата личи негде на 50-60 години. Што зборите така? Да, значи почнале шилци, почнале разраст. Пред малце збориме за таа дегенеративна кичма. Да. Викам, и моето прво прашање, вашата работа се состои во компјутер? Да, дека компјутер. Значи, на таквите му препорачувам дека продолжат да работат на компјутер, али не после доми на Фейсбук и на интернет и цело време седат висат пред телевизор. Ако се сеќавате неде кога излезе телевизијата 60-тите, 70-тите години, се појавија Square Eyes, четвртасти очи, затоа што сите булевме во телевизија. Да. Сега дојде компјутер, имаме проблем. Веќе сега
има наплив на ортопедски помагала, така наречени ортози, кои вршат задржување на вратот, затоа што вратот нормално не е вака прав како стап, не е ни во ова позиција, него е обратна, во ваква позиција. А цело време ние го тераме во ненормална позиција. Так, да. Во тој случај имат ортози кои го држат или некој кој се занимава со бизнис, па патува секој трети, четврти ден по 20 сати, по 16, по 18 сати, нели? И ги користат тие помагала. Ги користат тие помагала. Додека куца на компјутер, има ортози кои држат вратот, рбетникот исправен, на колената стоја така да те држи во една позиција да си работиш, меѓутоа во нормална физиолошка позиција да работиш. Сакаш да кажеш, сакате Ради да кажете превенција. ради превенција, значи колената напред да бидат, има и едни столови Да, каде што на колена да се подпираш на нив напред, доаѓа, за да кичмата се ременјата исправи. позади го турка, колената ги враќа назад, вратот го враќа назад да биде една физиолошка позиција на рбетот. Тоа е исто многу важно и кај децата уште од рана возраст како седат и на училиште. Секако, Обично се они. Така е. И ранците тешки, нели? А тоа да ви го донесам министерот за образование да објасни зошто дете од четврто оделение има ранец кој тежи 14 килограми. Така е, колку значи- што и го избрив на керками. Така е. Значи сето тоа допринесува во тој дегенератива, Но која велат, постепено ги велат дафаќа многу е подобро ранец да носиш отколку торба на страна. Така е, така е. Да. Кај нив препорачуваме програм на вежби, поново физикална терапија, физијатри, работа со нив, физичка активност, спортување, Зошто? трчање, работа, Зошто? затоа што се зајакнува мускулатурата, а главната летва која го држи Така? рбетниот столб таков како што треба Аха. да биде, е тоа. Јака мускулатура нема сколиоза. Значи луѓето ако вежбаат, ако природата на нивната работа, Да. има луѓе кои мора да работи десетина часови на компјутер, контрола на летање, да не набројувам, нели? Едноставно, не само мераците или кефовите. Значи, прва и основна работа за превенција е зацврстнување на мускулното ткиво. Значи, дали првите работи, дали основата почне од тоа што мускулното ткиво го губиме, се намалува и дека мускулите се во суштина Така е. основата на Така е. поддршката на рбетот. Да, значи мускулатурата е таа кој го држи рбетникот во физиолошка позиција. Секаква друга позиција генерира или дегенеративен процес, или сколиози, или такво нешто. Секако дека тука има и нешто во гените, нели? Апсолутно. Ако чепниме малце кај баба, кај дедо, ќе најме некој искривен, како што е и шекерната болест и со многу други болести, меѓутоа со активности, со сето тоа, тој ген може и да се, да кажам, да се ублажи, не? Да се ублажи. Рековте спортистите? Да, бе, спортистите. Спортистите додека играат, се здрави, прави, орни, нели, престанали со тоа, почнува малце стомак, повеќе во кафана, повеќе јадење, добивање на тежина и одеднаш оп, дискус. Што се случи? Значи, додека играше фудбал, додека имаше јака мускулатура, додека имаше соврста летва кој го држи, нели, рбетникот и одеднаш сега дискусот кој го заштитуваше и коскана структура, меѓутоа и мускулна маса, одеднаш го оставаме на ватрометина. Тој прска, дискутот излегува и се појавува таа дискална, нели, болест. Докторе, Да. спомнавте неколку работи кои се прилично актуелни во цела ова приказна. А тоа е седењето, Да. современиот начин на живот, Исхрана. исхраната Така е. и дебелината која е една епидемија во светот моментално владе, Ако не е пандемија. ако не е пандемија. Се согласувам. Кажете ми, ви треба хирург, ви треба цел тим хирурзи треба онколози, треба луѓе кои знаат со многу други аспекти поврзани директно со ова. Предпоставувам дека дека доаѓате до еден момент каде што им викате еве ви лекови, еве ви инекции, еве ти операција, сега треба да ослабиш 20 кила, треба неподвижен си, 2 години ќе ти треба да застанеш на нозе. Предпоставувам има и такви работи, каде што вие веќе како хирург се
мислам и вашите ингеренции веќе ги немате. Веќе е психолошка, една тешка психолошка борба. Особено храната е една тешка зависност. Луѓето се навлечени и они треба да идат алкохолот и цигарите полесно се оставаат одошто да се регулира исхраната. Има ли овој ваш центар психолози, психијатри кои ќе можат способни или обучени кадри кои можат да ги усмерат луѓето, бидејќи нели ако веќе паднеш со духот, џабе ти операции и секакви. Имаме нутриционисти. И нутриционисти. Нутриционисти кои се задолжени и на сите пациенти што ги имаме прават листи за нивната потреба. Например, имаме луѓе со диабетес, со шекер, има ваква листа за исхрана. Имаме друг кој му треба појачана исхрана. Имаме трет кој се бори со тешка болест, со многу појачана исхрана. Значи, разни видови на листи. Каде што има, кој му дава совет, нутриционист, кој им дава на кој начин треба да регулира својата тежина. Затоа што многу мојата баба ме учеше никако на гладно овоштие. Добро. Ја денес го почнувам со овоштие. Медицински е исправно. Овоштие, не пržени јајца, салами и такве, без разлика. А она што го викаат јакиот појадок. Јакиот појадок кој те тера после на спиење место на работа. Ја го почнувам со овоштие, со бајлево, со ананас или со диња, врази во сезоната, негде до ручек, па после тоа измеѓу операции нешто и така. Така да многу е битно на кој начин тоа ќе се јади. Веќе тоа е друга тема, нутриционизам, каде што... Зашто друга тема? Ако се измешат јаглено-хидрати и масти, така да тоа е многу битно како се јади. Докторе, ја неколку години од емисијава имам посветено на акцент на исхраната со разни гости каде што луѓе сериозни заболувања преку исхраната и дисциплина можат да ги надминат. Вашите Сали Стаџар, овдека, вашиот колега, кажуваше за мене радикални, бидејќи, знаете како, современата медицина ја сметам, до сега ја сметавме како религиозна догма. И надвор од она што е од школата, обично од лекарите не можевме да го чуеме. Еве, вашиот колега која дојде и која рече, вика, превенција за срцеви заболувања, прво добро отсписе. Ја бев шокиран од една таква изјава, од еден таков стручњак, кој што не ти вели медицински тоа или вакви лекови или ваква хирургија, туку прво овие основни работи. Гледам еден тренд кај вас лекарите, вие што правите апгрейд, што идете напред, што се едуцирате и понатаму у живото, што не сте застанале со своето его и професионализам назад 20 години, работи за кои денеска се погласно светот збори, а тоа здрав живот, спортување, здрава исхрана, ризиците од загадување, од конзервирана храна, од рафинирана храна, кои се првите и основни работи. Тоа е многу за поздравување дека еве лекари од ваш калибар, вие сте со огромно искуство, еволуираат, напредуваат и ги разбираат сите овие нови процеси што се случуваат. Секако, еве, ако земете, да ви кажем јас на кој начин се справуваме со тоа. Без разлика дека сум поминал цел ден во операциона сала. Така. Без разлика. Добро. После операционата сала ми следува трчкарање. Трчкарање од 5, 10, 15 до 20 километри. Од стаза Билјан извори, како се вика на селото горе на поетите, Велестово. Трчаш? Трчам нагоре и надолу. Докторе, трчаш? По 25 километри. Може ли точак возење? Орбитрек. Може ли точак возење? Може точак, меѓутоа кај маживе, кога вози точак, се трие простатата. Разбирате? Нек се трие. Нека се трие. Нек се трие. Орбитрек? Нек се трие. Истиот точак во место, да. Не, нек се трие. Слабо пешача, ама затоа велосипедот... Да. Не, убаво е, велосипед секако. Кај постари луѓе во години, кога се оти простатата кај нас, како дојките кај жената, колку ја
знае да помине во нешто чудно. Ал Пачино вика простатата вика веќе ми е поголемо од моето его. Станувам 3 пати на вечер мокра. Така е. Обратно пропорционално станува со годините еден од ризичните фактори на мажите. Да, не се смеете затоа што сите ве чека тој преглед кога тогаш. А кога ќе го видите еднаш кога ќе го направите тој преглед на колени на лакти и ќе речете никогаш повеќе. Што сака нека биде. Докторе, окей, ја тогаш би ве замолил да направиме уште една пауза. Имаме уште доста да разговараме, имам многу подпрашања во врска со сево ова, а гледачите не би ги отворил телефоните, за да не слушаме сега историја на болести, ние ќе ги упатиме каде, како, со кого да разговараат, да не отвараме ординација тука. Да. Но еве, сепак ако имаат прашања, би ги поканил малце да седнат. На компјутер, да одат на мојот Facebook профил каде што е најавата за вечерашниот гостин и да, ако имате некое конкретно прашање да ви одговори докторот, ако е за диагноза ќе ви кажам каде. Ако имате нешто во врска со овие теми, повелете, поставете, па ќе одговориме ако има некој општи интерес. Како е редот, нема проблем. Нема ред. Нема ред. Како ни доаѓа. Ја без ред работам. Ред има само реклами која се. Режија пуштај. Значи, продолжуваме разговорот со гостинот во нашето студио. Офативме трауми, офативме хронични дегенератива, офативме хронични заболувања, ни остана инфективните заболувања. Не би рекол инфективно, кога се каже инфективно се подразбира оној што се лекува на инфективните клиники. Инфекција велиме. Значи, инфекциите на арбетникот. Арбетникот исто така е гнездо на инфекции. Збориме баш на арбетникот или на арбетниот мозок? Не, на арбетникот. На арбетниот мозок сосема е друга работа. Так. Значи, на арбетникот. Тие може да бидат бактериски, преку крвта, бактерија се вгнездила во пршленското тело и се почнува да се коти и почнува постепено да го разјадува пршленот. Пршленот ослабува, тој колабира, почнува да прави проблем и да навлезе кај арбетниот мозок и да направи невролошки испади, нели? Значи, во аџибадем цистина, секако и порано, меѓутоа во аџибадем цистина имаме неколку такви инфекции решени. Било то да е пиогена, пио значи гној, гноева, или пак да биде туберкулозна, специфична инфекција. Туберкулозна инфекција? Да, не се чудете, туберкулозата веќе има замав поново во светот, уклучувајќи и Америка, да не зборам. Што значи тоа има замав? Еволуирала таа бактерија? Ако се следи кривата на туберкулоза. Добро. Ако се сеќавате, ја како дете викавме во таа фамилија има некој туберкулоза, чума. Так. Нема мажење, женење од таму, така? Затоа што генот немаше лекови. Немаше. Сега еден грст лекови ќе да се излекува, таа болест се лекува како некогаш чума. Сега како се лекува искоренета, а се враќа? Се начинот на живење, вакви услови, онакви услови, почнува поново, така да има подем и во Америка, и во Азија, и кај нас. Значи, ако дојде до туберкулозна инфекција, се појавува специфични спондилитис го викаме, кои се разградува пршленското тело, тоа веќе не е способно да ја држи тежината на организмот, не е способно да го формира кафесот кој ја брани и чува арбетниот мозок, и во тој случај се ствара еден специфичен гној кој личи на она солило сурутка, нели? Такво е бело е тоа солило, од тој бацил кој е специфичен, кој причинува туберкулоз. Целта на операцијата се отвора пациентот, добро, се отстранува целата казеозна маса. А тоа е нафатено? Како маргарин, нели? Казеозна маса. Фала ти за... Да, се отстранува и внатре се поставува или коскен графт, или пак денес овие титаниумски вештачки имплантати кои заменува... До толку го изедува месото? Едноставно се ваѓа со посебна инструментче кирета ја викаме, мала лажичка, нели, со која се отстранува постепено, имаме посебни инструменти. Но ја изедува го јаде и коскената структура ја јаде. И нормално, не може, ако се извади 2 цигли на зида, што ќе прави? Ќе се урни. Затоа се пополнува со малтер. Па така, затоа се пополнува со титаниум овде.
со пршенско тело. Да чува и да брани што све слушна вечерва. Навистина фасцинантно, навистина драматично. Кажете ми, рековте дека ваквите центри за вакви работи, кога бидејќи повредите, заболувањата, туморите, и инфекциите, сето тоа, деформитетите, да, дека има добар дел од нив кога се третираат не централно, туку така подисперзирано, дека може и смртноста е зголемена. Но ваквите центри овозможуваат многу попрецизно и многу поголем процент на излекување. Секако, заправо и тоа говорам, дека ретко можеме да најдеме установа во која се собрале такви кадри кои ќе можат да решат севкупна патологија на работникот. Например, Аџи Бадем располага со неурохирурзи. Тие си ги лекуваат дискусите, си ги лекуваат туморите кои се наоѓаат во работниот мозок, нели си прават декомпресија на некој стеснување на канал. Јас сум травматолог кој ми е посебна специјалност управо болестите нова. Од деформитети, од повреди, од инфекции, специфична, неспецифична, дегенеративните заболувања. Понатаму имаме неурофизиолог кој испитува кој корен, каква невролошки испади има по пат на неурофизиологија, така наречена електромиографија, по пат на игли, по пат на струја, точно се докажува кој корен е оштетен горе, да хирургот после него го баре, а не погоре или подолу, па го промаши. Значи имаме неурофизиолог, имаме неурорадиолог, кој точно докажува кај се наоѓа процесот и сето тоа кој ќе се собери на едно место, опремена со опрема потребна за таа работа. Веќе почнавме да работиме во текот на операцијата додека хирург работи, така наречен неуромониторинг, каде што тој неурофизиолог вели, докторе, таму не, затоа што ваму немам импулс. Значи, го ограничува, односно го усмерува хирургот да не оштети нешто во самата нели околина. До вчера немаме такви. Не. Колку членови брои вашиот тим? Па, тимот е вака. Во однос на хирурзиве имаме тројца неурохирурзи, имаме со мене работат уште тројца други хирурзи. Прочитав и некои позвучни и познати имиња. Да, таму е професор Угриновски, таму е професор Лозанче, а Гајин е од неурохирурзите. Ели, вамо си имаме заедно со мене, понатаму Демерџиев кој се занимава со Михајловски, шефот на радиолошкото оделение кој таму на медицински факултет беше еден радионевролог. Има една интересна работа, тоа е остатокот од дамнешните времења, кога медицината не беше на завидно ниво, така наречени луѓе кои имаат талент да местат коски. Некои беа навистина и успешни и добри, но имаше и луѓе кои се надри лекари. А еве при вакви работи, например, добив чисто онака визуализација, еве при едни такви некој му се јавува болка, има тебеце, а доаѓа па со масажа да го притиснеш такво нешто, можеш да направиш. Кога луѓето треба да знаат, дали при секоја болка треба да трча кај вас, бидејќи некогаш и е само до масажа и помага, и тоа е во ред. Но што можеме да ги посоветуваме ние? Значи овака, прво, било што да работиш, а немаш никаква едукација, не е окей. Например, и во Америка има такви. И Америка има такви кои сакат да местат, кои сакат да вршат тракција. Тракција викаме истегнување, некој дискус, па чак има и успех некогаш. Излегол некој дискус, од тракција се вратил на своје место. Меѓутоа, ако едно искривување на рбетот, сте видели оние бабели кои имат еден гибус, нели? Ако тој запни да го врати назад да го исправи, а тоа генезата му е туберкулоза, ќе го скрши. Ако го скрши, веќе прави оштетување на рбетниот мозок. Значи во Америка ги вика киропрактис, кој се легал, значи по закон. Така да тој има домен на постапки кои може да ги прави легално и да не одговара по закон. Ја работев и во Либија. Све што правевме, прво требаше да дојде кај некој оџа, кој правеше некои имобилизации со некој јајца, со некој тесто, со некој такво нешто. Ние ќе оперираме, и после тоа ставаше. Ама тоа се вика
out of date, нели? Денес оперираме и почнуваме со физикална терапија, таму прифаќа некој друг кој 4 години учел. А ја Кога пред тоа бевте сум во Либија? учел. Во Либија бев кога Тито и Гадафи има подпишано договор и болницата се викаше Вагда Хоспитал 78 години. Тогаш јас бев одговорен за сите повреди за стомак и за глава. Повредите на глава како општи хирург мораме да ги лекуваме таму. Пошто Тоа малце на немаше. интервју да ти направам само за како било во Либија тие години. нема проблем, Пошто да. гледам сега им дојде демократија, многу им е убаво. Многу Тогаш убава имаше демократијата. бесплатна скоро све им беше Све. бесплатно, одлични плати, а сега имаат ништо од тоа, но имаат демократија. Инаку во кратко за Либија. Значи Гадафи беше, како да кажем, чуден човек, можеби, дојде од пустина, меѓутоа Диктатор. Меѓутоа ги одбули жените, ги запасли во училиште и во банки. Здравство не плаќа. На нивните ви викаше, овие се дојдени вас да ви служат. Значи, ние што бевме, значи, и, например, направиме ли сообраќајка? Ние бевме секојаш криви. Зашто? Ако сме биле во Македонија, нема да имаме сообраќајна несреќа. Така, фино ви правило. Што сте дошли? Али имавме убава болница, каде што имаме убави успеси и мислам дека беше добро искуство да се биди таму и да се делува во една средина која беше поопремено далеко од нашата. Еве, неколку прашања во врска со ова. Ме интересира да слушнам од гостина дали и колку е поврзан нервето со нервниот систем кај човекот и колку действува сето тоа на нервниот систем. Значи, Орбетот како не? Значи, не знам што подразбира под нервниот систем. Ако мисли о новој стресот, нели, тоа е друга работа. Како не? Ја реков дека арбетникот е кафес на арбетниот мозок, а тоа е нервна структура. Од него излегуваат сите нерви кои раководат со телото. Од ушите па надолу. И главна конекција измеѓу центарот кој се наоѓа во мозокот и периферијата кој обслужува секој ден. Например, сакам да ја земам чашата вода да се напијам. добро. Командата почнува во мозокот. Преку Добро. арбетниот мозок и корените ме тера да ја земам чашата, да ја стегнам, да не Ама истерам. мора преку арбетот да помене. Преку арбетот, тоа е нервни систем. Телепатски не се поврзани. И целова патологија Добро. за која зборував, нели? Целова патологија делува на арбетниот мозок во крајната фаза и прави негово оштетување. Тогаш велиме дека арбетот има и нервно оштетување кое е некојаш катастрофално. Една парализа на 4 екстремитети кошта во Америка билиони долари. Да не зборам за семејството, за поединецот во однос на психичкиот статус на пациентот, кој одеднаш бил играл Нормален. фудбал, рагби и се одеднаш врзан за кревет, гледа Како на што беше телевизија и со зема. со актерот што го глумеше Супермен кој Да, беше и билдер и спортист Така и е, да. многу популарен. На крај од една повреда паѓање од коњ остана неподвижен до крај на животот. така е, да. Тоа беше многу драматично. Па видите, Како еве Да. позната личност, иначе такви случаи ги има многу. Морам да признам за таквите пациенти, оти не постои држава, не постои хирург, каде што нема некаква компликација. Не постои тако, без разлика на кој врв стигнал, на кој врв се качил, на невисокиот или во подножието. Значи, има и пациенти кои за веки веков остануваат парализирани. Меѓутоа, многу држави се спремни за тоа. Например, низ Америка, ако се вожиш, на секој 30-40 мајли, постои rest area. Значи, место кај што ќе застани, ќе се одмори. Првиот клозет, првиот паркинг, првата клупа е за такви пациенти. Кај нас се случи такво нешто, што следува кај таквите пациенти? Каде тие може да се соберат, да направат нешто и така? Значи, општеството е неподготвено за Добро, ние сме мала држава, А може имаме би- ли такви луѓе, такви пациенти? Како немаме? Кажувам јас, од 100 повредени, 20% се со такви невролошки оштетувања. Јас сум имал фудбалер, Да. фудбалер на Осогово, Драганица се викаше, кој даваше по неколку гола, центарфори играше. Читајќи новина, паднал на врат во шахта и остана парализиран. Таквите луѓе останува покасно
на немилост на семејството, па семејството се раскарува понекогаш. Немаме организирана единица кој може да се собере. Ако имаме сега организирана единица да ги собериме како да ги лекуваме, немаме единица. А што можете То вие не треба да се направи гето. Можете ли да помогнете вие? Ја лично не, има други структури кои се занимава со таа работа. Јас сум ја одбрал хирургија, во хирургијата да не зборувам, нели? Али треба да има и други структури од социјални работници понатаму да не останат пациентите дома, ако оперирани, ако фиксирани, меѓутоа нервниот систем е уништен. Денеска веројатно сте слушали за тие матични клетки, нели? И тоа е интересантно и верувам дека клучот е во тој дел за таквите пациенти. Матични клетки, стем клетки, по телевизијата собираме пари за стем клетки и така. Морам да признам, во многу места се манипулира со тоа. Затоа што навистина еден пациент кој има само 18 или 16, 25 години на првиот роден дел скршил врат со комплетно оштетување на ребетниот мозок, не може да се движи. Нема место, крај на светот за кој ќе слушни неговите родители и семејство кој не сака да достигне да оди да види. Од бајачки, и на крај денес се повеќе се зборува за матични клетки. Ја верувам дека клучот на решение на ова се матичните клетки. Регенерација на ткивото. Значи, ама тие клетки треба да се усмерат во права позиција, затоа што тие се недиференцирани. Збориме за регенерирање на нервните, на нервното ткиво, така? Бидејќи тоа кога е оштетено, тука настануваат сите проблеми. Де факто се ствара лузна. Секоја рана од греботина Као пресечен кабел, не тече струја и крај на програмата. Значи, сега работата како да ја скопниме лузната. Байпаса кој е крвен сад можеме да направиме. Погоре ќе врзиме со протеза, ќе дојде. За нерв уште не направим байпас. Не, ако е црево, ќе отстраниме 3-4 метра од црева, ќе врзиме црево, ако е дишни патишта исто. Видите, за мозок шаф нема. За рбетен мозок нема, не. Имаше сега еден за нервно влакно нема байпас. Да. Јас сум член на Америчката академија и секоја година тоа го пратам. Каква академија? На ортопедски хирурзи. Така? Од 20 години и секоја година тоа го пратам и реферира дека кај животни, мајмуни, глувци, кучиња и така, нормално, тоа се ресерчи, не може на луѓе да се брка, нели, експериментирање. И заклучоците на тие состаници се имаме одлични резултати на мајмуни, на кучиња, на сето тоа, меѓутоа велат дека се уште тоа не е за human being. Што? Какви резултати? Значи, еве вака. Пресекуваат рбетен мозок, пресекуваат го прават байпас. Го шијат по микроскоп, не байпас, нема байпас таму. А го шијат? Значи, толку е дебел рбетниот мозок. Така. Колку два прста, така. Го шијат, нели? Тука се убави стем клетките, на местото каде што е, да се диференцират. Прикажа еден случај каде што слушнала некоја американска девојка дека во Русија се убризгуваат стем клетки. И таа инсистирала да оди таму. Овие ја убедуваат дека со сите ресерчи, односно истражувања, дека нема резултати за човек се уште и дека џабе ќе ти беше, не, ја инсистирам додам. И била и инектирале такви стем клетки и тие клетки после направија еден огромен тумор. Затоа што тие се без контрола на организмот, недиференцирани. И на крај умре девојчето тумор. А верувам дека клучот таму. Има иследување кој го направил познат хирург, каде што сечел на кучиња рбетен мозок и шиел после 2 сати, 4 сати, 6 и 8. До 8 сати има резултати, после 8 сати нема резултати. Може неколку прашања од гледачи? Нема проблем. Има некои подпрашања кои не знам зошто ги... Добро, има малце и иронија, се шегуваат, такви се логиките, но прашање за Паркинсоновата болест. Ја не знам, нема врска со вас. Екстрапирамидални патишта. Така, ние говориме овде дека го замолувам господинот Димитриев да прочита во насловот за што збориме, бидејќи колку што мене ми е познато, Паркинсоновата болест не е врска со спиналната, за хемотерапијата исто така. Хемотерапијата, тоа е онколози, тука веројатно треба да викне од онколозите. 3 години сум неподвижен, планирам да одам за Кина со матични клетки, да каже докторот ќе има ли подобрување. Параплегија.
Управо тоа сега разговарав. Значи, докторов... Го извадивме од памет сега, дечко. Значи, докторов верува дека клучот е таму. Меѓутоа, не дошол денот се уште. Да знаат како да ги... Значи, не дошол денот, нема клиничка студија кој тоа Ке го велиме го докажеле со она base medicine evidence. А што, да чекали? Ја верувам. Па, кога почнав јас специализација хирургија, јас стрижев само декубитуси. Денес разговараме за една многу високо поле каде што нема декубитуси. Даниел Митков го постави ова прашање, еве и пред да го поставам прашањето, доста зборевме за матичните клетки. Да. Се надевам дека слушне нека ги знае сите ризици. Да. Можеби не е лошо и да се консултира со вас. Нема проблем никаков. Ја обично им кажувам на пациентите уште в дента на повредата. Ве очекува сериозни проблеми, тоа и на крај ќе завршите со стем клетки. Ја спомнавте киропрактиката. Да. Таа е легална и Легална во Америка. Легална во Америка. Ја препорачувате ли киропрактиката? Тие се едуцирани. Пазите, зборувам Значи, за едуциран едуцирани. киропрактик. Тие имаат своја школа. Мојот брат, по рентгенските слики, досега требаше да биде опериран 3 пати. Значи, кај нас ги нарекуваат физиотерапевти обично. Физиотерапевти друго, меѓутоа таму има нешто измеѓу физиотерапевти и друго, меѓутоа има школа за тоа, се едуцира. Таму. Збориме за кај нас. Не местачи. Збориме за кај нас. Да. Кај нас немаме тако, кај нас тоа го прават физиотерапевтите. Тие имаат средна школа, физијатар е со специализација. Физиотерапевт Го препорачувате ли ово? Како не? Тоа препорачувам. Секој пациент наш го праќаме на физикална терапија. Доктор Ама првин да направи испитување кај вас, па после... Прво пациентот кога оди на физикална терапија, затоа што не секоја болница поседува и физикална терапија. Прашањето е луѓе дали да идат на такво, нешто физикална. малце го боли и така натаму. Сакате да му кажете прво да види од што боли. Значи првин да види од што боли, па после... Па сигурно. Така. Да. Една година активно вежбам и то пред 2 месеци имам утрински болки во левата пета. На рентген снимка се гледа ран стадиум на шилец, точно. Да. Тоа се вика калкар-калкани. Да. Што третман може да се добие во систина? Значи, физикална терапија со ултразвук во за тој дел, има подложки кои го растеретуваат тој дел. Што правите со ултразвук? Го разбивате? Ултразвукот делува на тој шилецот, да. Денес има шок бранови кои, али постојат и посебни подложки каде што го растеретува местото каде е шилец. Да разберат гледачите. Шилецот не е во петата, шилецот е во рбетот, а петата е последица. Не, во петата е. А во петата е? Во петата е. Аха. Значи како што има шилец на рбетот, има и шилец на петата. На рентген слика се гледа како зап. И тој сега, кога се гази, тој притиска на мекото ткиво и боли. Следуваат подложки каде што него го растеретуваат. Тежината ќе се оптовари околу шилецот, а внатре во подложката шилецот влегува и не удира на мекото ткиво. И можеби последното прашање за денеска од гледачиве, бидејќи не можам на сите да ви одговориме, почитувани гледачи, од проста причина толку и времето. Заради многу седење, поставува Драгиша Кочевски, во текот на денот, поради природата на работата, имам болки во кичмата и имам стеднава диагноза на рентген снимка. Пролапсус, диски, вертебралис, и така натаму. Ме интересира, што е најдобро за лечење? Физикална терапија, акупунктура, операција? Акупунктурата ја замачкува болеста. Например, тоа е исто како имате расипан зап и на вас ви дадат некакво анестезија или така. Да. Болката е пријател на човекот. Од каде би знаеле дека имаме некој тумор или не знам што во кичмата или дискос или што? Мене не ми е пријател. Не, пријател, да, фала. Не, тоа е пријател. Те тера да одиш да откриеш зашто боли. Суровоста е во тоа кој ќе откриеш диагнозата зашто боли, нели? Значи, ќе откриеш диагнозата, уште повеќе боли. Значи, до гледачот. Тоа е поголеми острев, да. Ако го боли и има пролапс, пазете, лесно излегување на дискусот, сите имаме. Меѓутоа, ако е пролапс значи излегол надвор од своето место, а тоа место влегува во спиналниот канал, а стамбен простор во спиналниот канал за нервните структури нема. Значи, тоа е екстра стамбен простор кој притиска на корените, нели? И затоа боли. Во тој случај треба да се види
колкав е пролапсот, што досега правил, да се направи можеби нова магнетна резонанца, ако не е направена такво нешто, и да се процени дали е за конзервативен третман, за лекови, за физикална терапија, или на крај, реков, на крај доаѓа и хируршко отстранување. Операцијата е минимална, Добро. операцијата со минимален рез, ефективна е, да се отстранува таа маса која И после нормален живот. нормален живот, да. Докторе. Играат и фудбал луѓето после тоа. Да, победете. Слабо фудбал се игра кај нас. Камо да играа фудбал, иначе репрезентацијава ни е катастрофа. Докторе, За политиката не личи во репрезентацијата, што викате? кажете ми, колку сте со работа? Имате ли работа многу? Има ли многу овие Па заболувања? кога работа има. Јас пред малце ви кажав, не е затоа што не да ве се прашувам, направам важен. не ве прашувам за тоа, ве прашувам колку се чести овие заболувања? А моментално имам 4 кичми кои лежат на Не, одделение. не, воопшто генерално, значи Да. ова е честа работа, работниот. Како не? Па еве, во амбуланта пратив 8 за магнетна резонанца ради заболување на кој го дискус, кој од тумор, кој од повреда, кој од контрола, кој вам 8 магнетни резонанци. Значи секој ден сте на работа и полни сте Секој со ден. пациенти. Е сега вака, си имам ја своји денови за прегледи, си имам денови за операција, например понеделник ми е поручек за прегледи, среда ми е за прегледи. Има луѓе кои од забајли си работа, сака да дадат поручек кога има слободно време. Понеделникот го резервисав за такви пациенти. Во среда сум па од Сабајле. Некој сака да дојде од Сабајле, не? Во вторник оперирам. Се стигнувате ли да ги примите сите заинтересирани? Па си имате список и секој си е закажен, секој си има пола сат за прелек, за разговор и така. Значи точно си доаѓаат во одреденото време и се јавуваат во кол центарот, доаѓаат пациентите и ги прегледувам. Значи Нема никаков проблем. не треба нигде да подмитувам за да дојдам врски со Таму нема вас таква нешто и така прво натаму. ја не го Не треба ништо да ја ви не го дам, регулирам ништо тоа. да ве кеширам за да ме оперирате Ја- вие и ја- така Ја натаму. не го регулирам тоа го регулира кол центарот. Значи, кол центар, таму кај што телефонираат. Барам контакт со професор Савевски или барам со Јанко, нели? И тоа, да, денес има 15, еве 16. Дори можам и да бирам, ако сакам да инсистирам и со вас да се сретнам, така? Па, вие кажувате кој сакате да ве прегледа. Таму еве прегледува Јовица Угриновски, Лозанче, Демирџиев, јас на рентген, Михајловски така. Сакам магнетна резонанца да ме направи Михајловски, кај него. Сакам контакт со Угриновски да ме прегледа, кај него. Сакам кај Лозанче, сакам кај Савевски, сакам кај секој си има свој термин. Значи уште еднаш, советот до овие Да. кои ни се јавија, кои ни пишави, Да. особено непокретното момче кое сака да собира средства за кине и така натаму. Најдобро е првен, значи, да се консултира. Да. Значи затоа што секогаш се манипулира. Да ги знаат ризиците. Едно време така ако е, се така. сеќавате. Second opinion. Така е. Значи едно време ако се сеќавате имаше Монтенегро бизнис преку Нови Сад праќа во Русија кај еден Љумашев се викаше, кој ставаше периферен неурон во централни. Медицински нонсенс, немаше никакова. Сега таков бизнис нема. Сега се појавија стем клетките. Значи стем клетките се ги убризгават. И во Грција, и во Бугарија, па има некој проблем. Министерот си даде оставка, директорот го смена, па во Германија, па во Кина, па ваму, па таму. Значи за сега, пратејќи оваа работа, заклучокот е од највисокиот врв дека се уште нема клиничка студија која тоа го оправдува да така рутински се стават стем клетки. Меѓутоа, верувам дека клучот ќе биде таму и ќе се разреши и оваа болест, како што туберкулозата некогаш ја немаше. Ја имаше многу, па ја немаше. Како што немаме маларија, например. Ја ќе извлечам само еден заклучок. Драго ми е што еден ваков центар го предводи човек како вас. Ме изненадивте што обично очигледно дека многу сте помлад со духот од што со годините и дека ги прифаќате новите предизвици на времињата, отворен сте за повеќе аспекти, не сте строго ригорозен за исклучиво не знам, ортодоксно медицинско лечење, туку според она што го кажавте,
ги гледате повеќето од аспекти и од исхраната, и од начинот на живот, и така натаму, кои можат да помогнат во сето ова. Така што мене ми влева оптимизам овој разговор, иако ако ги отворам телефоните ќе останеме до сабајле, луѓето имаат проблеми, подобро е. Кај можам да ве најдам ја вас? Кај што во Систина сте, така? Во Систина таму работам и прегледувам и морам да признам пред да дам Систина, мислев дека таму ќе има нешто помало. Напротив, најтешките таму пациенти доаѓаат. Се чувствувам малце како затворен затоа што секогаш има. Еве денес требаше да се спремам. Морам да ви признам, да се спремам кај да дојдам кај Јанко, е така? Така. Меѓутоа дојде една баба која скршила надлактица. А дојде кај 4 сатот. И ја брзав во тој интервал да ја завршам за да дојдам тука. Надлактица не е рбет? Ако не, ами ја не работам само рбет. Мене ја реков едно од саканите подрачи ми е рбетот. Ја не се занимавам само со рбет. Се занимавам со цела травматологија. Повреди Уклучувајќи и овие политравми, да. од саобраќајни Карлице, несреќи. така. Па јас сум травматолог со специјалист. Меѓутоа, во сколиозите се вовлеков во моментот кога бев председател на Комисијата за лекување во странство. И во еден момент сколиозите почна да се оперираат во Охрид. Првата сколиоза е направена од тимот во Охрид, со таа метода америчка Харингтон е направена од колегите од Охрид. Мислам дека е 78 година. Ние 76-та ставиме прв шрав во кичма. Да, Ние го кажа. 78 прва сколиоза. Веќе 86-та година, 81-та година Блажевич, односно Блажевско Никифорово, беше професор во Белград, оперираше катадневно сколиози. После тоа дојде Шопен од Франција, кој тука спиеше, работеше. После тоа, кога почна да ги работат од позади, за однапред веќе треба или торакален хирург, или абдоминален хирург, кој има пристапи однапред. Јас како општи хирург, тоа го правев за фрактури, и мојата дејност беше траума, фрактури. Бидејќи се фамилизирав преку фрактурите да пристапува однапред, ја им реков не. Ја ќе го правам предниот, вие продолжите задниот. И на тој начин престанаме да бидеме експорти на пациенти, нели? Колку дена во неделата имате приемни? Рековте понеделник и Амбуланта среда. понеделник, поруча среда од Сабајле. Така? Хитни случаи 24 сати преку ден или ноќ, без разлика на празник или таква нешто. Значи тоа се акутни, пошто травматологија е акутна. Значи, за да дојдам до вас, треба да се јавам во кол центарот и да закажам сакам преглед кај вас. Да, Толку едноставно. толку едноставно. Ви благодарам многу за гостувањето во емисијата, ви посакувам многу успех и се надевам повторно дека ќе се видиме и тоа ќе ме интересираат какви ќе бидат резултатите и некоја статистика после се во ова, а ќе видам и како ќе биде интересот за оваа емисија, па можеби да ја повториме повеќе со гледачи, да ја повториме повеќе со гледачи ако има интерес, бидејќи ја разбирам психологијата на луѓето. Ќе трпи болка, ќе земе аналгин само да се помери за да не се соочи со лекарот кој треба да му каже страшна вест, дека ми ова или она. Затоа што, знаете, докторе, ние чувствуваме дека медицината напредува, а имаме чувство дека сме се поболни и поболни и тешко дека доаѓа. Треба малце во ова време кога слушаме се и се што алтернативи и теории на заговор, човекот да му се врати вербата во медицината и дека таа може да помогне. Јас сакам ги застапувам сите можни страни и сакам да ги слушнам овие разговори. Во секој случај, многу ви благодарам, поздрав до вас, до вашиот тим и се гледаме во некоја... Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам на вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.